Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Христијаните денеска го одбележуваат Велики петок, денот на Христовото распнување, најтажниот ден во христијанството. Верските храмови од утринава се исполнети со верници, а архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, утрово служеше во црквата Света Петка во Црниче. Гледаме дел од атмосферата и пораките. Ќе се чита од Светото Евангелие по Матеја. Направија совет против Исуса за да го убијат и откако го врзаа, го одведоа и предадоа на управникот Понти Пилат. Тогаш Јуда, кој што го предаде, кога виде дека он е осуден, се покаја и ги врати 30 сребреници на првосвештениците и старешините велејќи: сгрешив и ти предадов невина крв, а тие му рекоа: што ни е грижа нам, мислимо ти? И откако ги фрли сребрениците во храмот, излезе и отиде да се обеси. Првосвештениците ги прибраа сребрениците и рекоа: не чини да се ставаат во храмовата каса, бидејќи се цена за крв. И откако се советуваа, ја купија со нив грнчаревата нива, за да погребуваат на неа луѓе од други места. Затоа и до денес таа нива се вика крвна нива. Тогаш се исполни реченото преку пророкот Јеремија и ги зедоа 30 сребреници, цената на оценетиот, кого го оценија синовите Израилеви, и ги дадоа за грнчаревата нива, како што им кажа Господ. А Исус застана пред управникот и тој го праша, велејќи: ти ли си царот јудејски? Исус му одговори: ти велиш. И кога го обвинуваа првосвештениците и старешините, он ништо не одговараше. Тогаш му рече Пилат: не слушаш ли колку сведочат против тебе? Охрид подготвен ги дочекува домашните и странските туристи за Великден. Празничните аранжмани во најголем број се откупени од гости од соседните држави. За збогатување на понудата, Охрид организира и бројни настани за време на предстојниот празничен викенд. Охрид подготвен да ги дочека туристите за Великден. 4 неработни денови, поклопувањето на православниот и католичкиот Великден, привлечноста на Охрид како втор Ерусалим ќе го исполнат крај брежето со гости. Хотелиерите и туристичките работници велат дека празничните аранжмани во најголема мера се откупени од гости од нашето соседство. Очекуваме голем број туристи, ќе биде богата програма околу великденските празници, како великденскиот пазар, настани традиционални кои што си ги одржуваме, хуманитарни концерти, на фолклорни друштва, сето она што ќе може да го збогати не само за домашните, туку и за странските туристи. За збогатување на понудата се нудат бројни настани како и великденскиот базар, на кој учество зедоа занечи производители на домашна традиционална храна, најмладите од градинките, но и учениците од основните и средните училишта. Ние во Конјана подготвувавме великденски колачи, козињак, ванилици, имаме и овошни салати. Се е со рака изработено, значи трачната изработка навистина се барат, се цени. Денеска е Вели четврток, имаме великденски базар во духот на
нашата православна вера во време на пости и најтешките пости пред Христовото воскресение, на нашата трпеза денеска нудиме исклучиво постни месени јадења, традиционални. Луѓето сакаат да си пробаат нешто домашно месено сучено, затоа што се помалку и помалку имаме луѓе кои што го практикуваат нештото. Ова е апел до младите, аз денеска им зборував и на моите ученици да ги фаќаат тие нешта од повозрасните, од постарите, да учат за традицијата, да се интересираат, затоа што тоа треба да го оставиме од колено на колено во аманет. Инаку во духот на големиот верски празник, градот е украсен со шарени реквизити со великденски мотиви и пораки. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Маркетите, аптеките и продавниците за техника и мебел од денеска мора да ги објавуваат цените на своите производи на нивните официјални веб страници. Обврската е според измените на Законот за заштита на потрошувачи што почнуваат да важат од денеска, откако по нивното усвојување во собранието и објавата во службен весник на 4 март, Министерството за економија во предвидениот рок од 45 дена изготви правилник за начинот на објавување на цените на стоките и податоците што треба да се објавуваат од страна на малите, средни и големи трговци кои вршат дејност трговија на мало. На интернет сајтот на трговецот мора да биде истакнато тековната продажна цена, единичната цена, промотивната или цената на попуст за секој одделен продажен производ, а секоја промена на цената мора итно да се ажурира. Ако трговецот нуди промотивни или цени на попуст, на веб страницата треба да биде означена редовната цена, процентот или износот на намалувањето, како и време траењето на промоцијата или попустот. Како што е наведено во правилникот, трговците треба да ги ажурираат цените на стоките на дневна основа, односно секој работен ден до 10 часот. Во случај на ненамерна техничка грешка во ажурирањето на цените на стоките, трговецот треба да ја коригира грешката во рок од 24 часа. За непочитување на законот предвидени се казни и до 10.000 евра. Изземање на ваквата одлука вчера побара од Сдруженијето на приватни аптеки, според кои аптеките не треба да се третираат како обични трговци. Од владата вчера потврдија дека барањето е пристигнато и ќе биде разгледано. ВМРО ДПМН денеска бара извинување од СДСМ и Филипче, кои според нив го лажеле народот дека внесувањето на бугарите во Уставот е последна пречка за старт на преговорите со Европската Унија. Откако вакви пораки изминатите денови пристигнаа и од Европската Унија и од бугарскиот државен врв. Димитар Ковачевски, Бојан Маричич, Бујар Османи 2 години тврдеа дека уставните измени ќе бидат последно барање на Бугарија. Иако ВМРО ДПМН предупредуваше дека тоа нема да биде така. СДСМ лажеше свесно. Тоа што сите го знаеа и на кое предупредувавме, сега го кажа и од самата Бугарија. Министерот за надворешни работи на Бугарија јасно кажа дека уставните измени нема да бидат последно барање. Да не беше ВМРО ДПМН и промислената и државничка политика, СДС ќе ја заглавеше државата. СДС се синоним за криминал, неспособност и предавства, стои во писменото соопштение, ова утро испратено од владачката ВМРО ДПМН. Министерството за внатрешни работи утринава поднесе кривична пријава против поранешниот градоначалник на општина Лозово, Ацо Вилковски и двајца скопјани, поради злоупотреби при работењето. Според истрагата, во ноември 2018 година, додека бил на функција, Вилковски распишал јавна набавка за изградба на пешачка патека на улицата Октомвриска револуција. За најповолен понудувач било избрано правно лице од Студеничани. Градежните работи, завршени во март 2019, биле документирани така што во книшките записи било внесено дека се поставени 381 метар квадратен бехатон плочки, иако тоа не било точно. Вкупната вредност на фиктивно извршените работи изнесувала 205.800 денари, кои иако знаел дека не се реално изработени, градоначалникот Вилковски дозволил да бидат исплатени, со што директно ја оштетил општинската каса, се вели во писменото соопштение испратено од Министерството за внатрешни работи. Инаку поранешниот градоначалник на општина Лозово веќе е осуден на 1 година и 6 месеци затвор и е задолжен да исплати над 2 милиони денари како оштета на општината.